Почнуваме со дебатниот дел. Тука во студиото е професорот Јове Кикеновски. Професоре, добре дојдовте во студио 10. Добре ме најдов, благодарам за поканата. Да почнеме со еден општ преглед генерален на состојбата, имено тоа е функционирањето на владата, како што знаеме, таа направи една рекомбинација во своите редови, излезе алтернатива, а влезе алијанса. Сега владата тврди дека има стабилно мнозинство, 64 пратеници, опозицијата вели дека тоа не е баш така, но математички влегува повеќе пратеници од алијанса, отколку што излегува од алтернатива, но таму има и други комбинаторики поврзани со таа така наречена огнена група на ДУИ, која е формално дел од владачкото мнозинство, но сепак гледаме дека опонираат со некои политики. И сега како еден генерален преглед, како гледате вие на ова, на функционирањето на владата сега во однос на мнозинството? Па навистина неблагодарно е да се прогнозира како понатаму ќе се одвива целокупната ситуација, меѓутоа факт е дека во овој момент владата има постабилно мнозинство него што имаше, без разлика дали се работи за 2 или 3 пратеника повеќе. Сигурно дека се посигурни во текот на заедното владење во однос на претходното, бидејќи нели огнената група постојано се заканува и еве гледаме дека собира се повеќе симпатии на терен, па не е за чудо во иднина да собере уште некој друг на нивна страна, уште некој друг приврзаник од пратеничката група. Меѓутоа, како и да е, иако идејата беше нели да се овозможи што е поголем број на пратеници, за да има постабилно парламентарно мнозинство, во пресред, нели, па може да се обезбеди и двотретинско мнозинство, во пресред на очекуваните уставни измени кои што треба да ги направиме, кои се обврзавме да ги направиме, чинам дека тоа не им успеа и можеби сега целокупната стратегија оди во една друга насока, формирање, да речеме, еден така наречен или проевропски блок, кој што перспективно гледано би му се спротивставил на ВМРО ДПМН на идните избори. Зошто го велам ова? Токму поради фактот што ВМРО ДПМН во сите анкети неприкосновено води, односно далеку е пред Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна, ДУИ гледаме дека опаѓа со својот рейтинг. Та можеби нели оваа втора, би рекол, алтернатива која што им постои на располагање на ова парламентарно мнозинство е во насока на обезбедување под знаци наводници обезбедување, нели, формирање на проевропски блок во насока на обезбедување поголемо парламентарно мнозинство, односно во насока да, бидејќи мислам дека ако не направи некоја крупна катастрофална грешка, раководството на ВМРО ДПМН ќе победи убедливо и е во насока да не може по евентуалните предвремени избори да се формира ново парламентарно мнозинство, односно да добиеме онаква ситуација како што имаме во Бугарија, нели, каде што еве 2,5 години колку се мачат да формираат, да обезбедат парламентарно мнозинство за да може, нели, да се создаде влада. И во таа насока сигурно дека со оглед на фактот дека досега сите албански политички партии се изјасниле, нели, дека нема да коалицираат со ВМРО ДПМН, иако во Македонија никош не може да се рече не за било кој даден збор, поготово кај политичарите. Во таа насока мислам дека целокупната оваа коалиција оди во таа насока да оневозможи на идните парламентарни избори ВМРО ДПМН да формира своја сопствена влада. Да, но од друга страна, она што и се случува на власта и јасно и по анкетите кои вие ги споменавте, ВМРО ДПМН јасно е дека на сите до сега направени релевантни анкети води со колку проценти е прашање, некаде помалку, некаде помалку, но евидентно е дека води на терен и евидентно е дека владата предводена од СДСМ прави цело време некакви комбинации во однос на владачкото мнозинство и како што вие велите, некако веќе се сменија сите етнички албански партии во парламентот, во владачкото мнозинство, некои влегуваат, некои излегуваат, но евидентно е дека СДСМ не може да состави влада без тие пратеници. И сега прашањето ми е во однос... Ниту ВМРО ДПМН без би било многу
Јас не се согласувам со тоа, меѓутоа, за жал воспоставена е практика дека мора да има коалиционен партнер од албанските политички партии. Не, тоа не е спорно, туку дека сакав да кажам дека без речи се сите албански партии се да само не може да состави мнозинство, цело време прават комбинација. Повеќе од јасно, меѓутоа во една таква ситуација, сега зависи колку ќе освои левица, бидејќи таа прогресира, нели, на сите анкети, колку ќе освои левица, во тој случај, значи, би било не би биле во ситуација да обезбедат стабилно парламентарно мнозинство, би се кршеле копјата некаде во зависност од тоа дали ќе освои над 45 или над 50 пратеници во МРДПМН и колку ќе освои, да речеме, левица во таа ситуација. Ако освои повеќе од 15 на пратеника, тогаш би можело да се создаде некако парламентарно мнозинство, меѓутоа ќе отсуствуваат, нели, дел од политичките партии на албанците кои што не сакаат да коалицираат. Меѓутоа, како велиме, никогаш не речи дека не е можно. Можно е да се промени и ставот на политичките партии на албанците, бидејќи досега тие видовме дека можно е лесно кога се работи за партискиот, за сопствениот, за личниот интерес, можно е лесно наоѓаат заеднички јазик со македонските, големите македонски политички партии. Да, гледаме дека и БЕСА не е толку вокална, не е толку гласна, да речеме, во поглед на одбивањето на ВМРО-ДПМН. Тоа во последно време имаше критики на политиката на ВМРО-ДПМН од страна на Алијанса, од страна на Таравари. Но сепак како што велите, тоа се комбинации, да. Чудни работи се случуваат. Алијансата беше најсигурен партнер на ВМРО-ДПМН, од една страна најголем критичар. Да. Од една страна БЕСА своевремено беше многу блиска, па се оддалечи од ВМРО-ДПМН, сега повторно мислам дека има некои сигнали, така да се е можно во македонската политичка сцена. БЕСА имаше заеднички настап со СДСМ на избори, заедно листи направи, да. Во однос на ова сакам да ве прашам уште во однос на целата оваа комбинаторика што се направи со владеачкото мнозинство. Значи има тука две приказни, две тези. Едната е дека тоа се прави нормално да се обезбеди продолжување на мандатот или истерување на мандатот до крај, обезбедување на поддршка за гласање во парламентот, мнозинство и така натаму. Другата е собирање за уставните измени. 2/3 некако се мобилизираат за уставни измени. Но мене ми се чини, барем така, не знам дали и вас ви се чини, дека некако уставните измени се помалку и помалку се зборуваат и се споменуваат. Па и од власти, и од опозицијата, или кога и се споменуваат како чисто ради реда, туку така. Како да нема некаков ентузијазам навистина да се оди сега кон таа операција? Не, мислам дека станаа свесни и едните и другите. Кога говорам едните и другите, мислам на Социјалдемократскиот сојуз со ДУИ, бидејќи тие се свесни дека не можат во оваа ситуација, користејќи ги сите можни начини и средства кои им стојат на располагање, да обезбедат 81 пратеник, 80 пратеници, нели. Од друга страна и ВМРО-ДПМН мислам дека стана свесно дека не може да обезбеди доволен број на пратеници за соборување на оваа влада. Гледаме се доаѓа до 59-60 и на крајот ќе превагне, нели, мнозинството дека Социјалдемократскиот сојуз. И во таа насока свесни дека ниту едните не може да го обезбедат она што го барат, ниту другите да обезбедат мнозинството за уставните измени, некако падна во вода се. Сметам дека во позадина се водат сериозни, би рекол, политички разговори, односно, да не речем и политички уцени, не само врз пратеници, туку и врз лидери на политичките партии, за да се, ако не повеќе барам, да се овозможи да влезат во тој процес на отварање на уставните промени. ВМРО-ДПМН за сега стои цврсто на својот став дека нејзини представници нема да учествуваат во измените, во отварањето на постапката за измени на Уставот и до сега се држат цврсто, до кога ќе се држат не знам, меѓутоа целта на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ е да се обидат, ако може да ги внесат барем малку да отпочне процесот, па понатаму да ги етикетираат како кочничари на европскиот процес, нели, на нашата држава. И токму поради тоа мислам дека се едните и другите помирени дека тоа не може брзо да оди, ги заборавија уставните промени и се фокусираат на евентуално нови промени. Мене ме изненади вчера на трибината на ДУИ во Чаир, каде што
министрот за надворешни работи, сега и председател, чинам, нели, на огранокот на ДУИ во Чаир, Координатор, мислам дека е. Координатор, како, не знам како го нарекуваат, јавно кажа дека се ближи времето кога албанските политички партии ќе добијат свој премиер. И согласно договорот кој што го имаат, нели, од минатото, каде што во последните 100 дена треба да биде албанец премиер, можно е на повидок да се случуваат одредени такви комбинаторики, ако не повеќе барем во наредните до месец јуни некаде, или евентуално во раната есен, да ни се случат воредни парламентарни избори, кои што на некој начин ќе му ја фрлат ракавицата евентуално после на новото парламентарно мнозинство, бидејќи често слушаме, нели, Мицковски вели дајте ми парламентарно мнозинство да формирам, нели, можност да имаме избори, да формирам влада, па би ги решиле на некој начин проблемите со бугарите. Така да, можно е во таа насока да оди сега, бидејќи се заборавени тие парламентарни, односно борбата, нели, за обезбедување парламентарно мнозинство за промена на уставот, можно е да се оди кон една ваква комбинаторика. Да, и тоа е една од исто така од главните тези дека евентуална промена на уставот би можела да биде само кога ќе се формира таа нова влада, евентуално предводена од ВМРО-ДПМН. Да, предводена од ВМРО-ДПМН, меѓутоа мислам дека во една голема, широка коалиција, евентуално, бидејќи ниту ВМРО-ДПМН, ниту СДС не може да обезбедат со оглед на моменталната ситуација, а предпоставам и со новите избори не може да обезбедат парламентарно интересно е што ВМРО-ДПМН сега на некој начин го обновува повикот на Никола Груевски кој беше дајте ни 61 пратеник за да може да формираме стабилна влада. Гледаме и такви повици, но ми се чини дека според бројките, според анкетите тоа е речиси невозможно. Па не е возможно, меѓутоа во принцип ВМРО-ДПМН до сега најавуваше многу пати, сиве овие последни 3-4 години слушаме, ево обезбедивме парламентарно мнозинство, обезбедивме за нови избори, меѓутоа очигледно дека не можат да успеат во сето тоа, посебно оваа реконструкција покажа дека сепак пропаѓа таа надеж и мислам дека сега се оди во една нова насока да евентуално, нели, албанските политички партии си ја реализираат ветеното кон своите, нели, кон своите гласачи, кон граѓаните од албанска националност, за да нели, по председател на собрание, по министер за одбрана да имаат веќе и премиер, и тоа може да им биде некоја отскочна даска за добивање поен повеќе, посебно на ДУИ, бидејќи тие први ја промовираа, нели, таа идеја. Од друга страна, окрупнувањето или заедничкото настапување на сегашнава коалиција која што е на власт, може да доведе да се подобри рейтингот на Социјалдемократскиот сојуз во купот со албанските политички партии. Го кажавте ова за ДУИ уште на почетокот во однос на поделеноста на партијата, но мене ми се чини дека според она што го гледаме на теренот, она што го прави таа така наречена огнена група или веќе де факто една фракција во ДУИ, иако не сака да се нарекуваат фракција, но тие де факто се фракција. Оно што го прават на теренот е дека собираат огромен број од своето членство и она што можеме да го видиме барем на визуелно е дека тие собираат повеќе луѓе отколку што собира актуелното раководство на ДУИ. Значи нивните трибини се многу повеќе посетени. И сега не можеме тука, нели, да извлечеме дефинитивен заклучок колку е тоа, но мене ми се чини дека партијата во моментов е барем поделена. Може би, не знам дали пола-пола, но прилично е поделена. Така да, доколку ова продолжи, јас не знам како ДУИ ќе се извлече од оваа приказна, доколку не дојде до некакво помирување тамо или до некаков исход во однос на барањата на оваа огнена. Па сигурно дека може се сите опции, може да дојде и до помирување, меѓутоа може, мене ми се чини дека тоа е помала варијанта дека може да дојде до помирување, меѓутоа пореална е варијантата ако се тие навистина толку незадоволни како што се, а со оглед на фактот дека статутите на сите политички партии во нашата држава се такви какви што се, автократски, едноставно немаат никаква статутарна можност да доведат до одредени промени. Впрочем, тие и промените, нивните барања за промени во ДУИ не се барања за промена на лидерот, туку барања за промена на министри. И од тука не верувам со оглед на
во моментот она што го слушаме, што го гледаме, цврстата релација, цврстите врски кои што постојат помеѓу Али Ахмети како лидер и неговите во моментов први би рекол играчи во извршната власт и Груби и Бујар Османи, мислам дека огнените не ќе имаат можност, нели, да ги променат и ќе бидат принудени на формирање на политичка партија. Ако формирате нова политичка партија, предизвиците се навистина големи, очекувањата се големи, а исходот е навистина неизвесен. Може би да се има одреден успех, меѓутоа тоа е меч со две острици, може и да се нема. Се во зависност од тоа што и како понатаму ќе одигра раководството на ДУИ. Еве гледаме дека тие сега се обидуваат преку склучувањето на договорот, нели, преку изградба на коридорот 8 и 10 да добијат поени. Еве го како најавува Артем Груби, вели за прв пат ќе имаме спојување, директно спојување од Косово од Блаце, граничниот премиер, преку Ќафасан со Албанија, кај еден модерен, нели, автопат кој што се гради во 3 делници преку американскиот конзорциум, турско-американски конзорциум Бехтел и како се Енка, да. Така да можно и тука тие да повратат дел од рейтингот, меѓутоа факт е дека ќе престои една неизвестна борба во самата ДУИ. Да. И се разбира дека целите уставни измени се поврзани со релациите со Бугарија, со односите со соседна Бугарија, а тие во последно време се чини дека се најлоши од било кога, се влошуваат наместо да се подобруваат. Оно што го кажа претседателот Пендаровски е навистина интересно од неколку причини. Прво, јасно е дека во последниве години македонската влада, па и претседателот се воздржуваа од еден поостар јазик во односите кон Бугарија, иако таа страна цело време доаѓаат такви изјави остри, па некогаш и навредливи, дискриминаторски и така натаму. Но оваа изјава на претседателот дадена за време на комеморацијата на геноцидот врз евреите во Македонија, навистина предизвика една огромна политичка бура во која тој јасно, директно побара од Бугарија да се извини за таа депортација на евреите. И зошто, еве прво да ве прашам, зошто мислите дека претседателот се реши на еден ваков чекор на промена на вокабуларот, на промена на стратегијата во односите кон Бугарија? Па јас морам да признам дека сум пријатно изненаден од храброста на претседателот Пендаровски, кој што еве конечно собра храброст да им каже бар дел од вистината. Тоа не беше никаков остар говор, туку беше една нормална цивилизацијска порака дека треба да се извинат за злословството. Впрочем, сиве овие години наназад ние од Пендаровски, па и од највисокото политичко раководство на Социјалдемократскиот сојуз, гледавме една сериозна воздржаност по однос на сите напади и сите негирања кои што доаѓаа кон нас. Македонците сметајќи, може играјќи или правејќи една тактика да не се конфронтираат, нели, со оние со кои што, нели, треба да соработуваме на патот кон Европската унија, меѓутоа тие, да не речам, беа и во ситуација дури и сервилно да се однесуваат. Требаше да ни се случи, нели, честување на Гоце Делчев, требаше да ни се случат такви навреди од оној непрокопсаник Джамбаски, кој што за жале и дури европратеник и го злоупотребува, нели, ја злоупотребува таа позиција, па да конечно на некој начин се охрабрат и се освести нашето политичко раководство. Смеслам дека ништо лошо не каже. Ова требаше да го каже многу одамна и не само на денот на евреите. Предпоставам дека ова е и наменска, бидејќи на него ќе му требаат, нели, предпоставам дека сака да се кандидира и за наредните претседателски избори, па оттаму имајќи ги евреите како сериозно, нели, како сериозно лоби во светот, може би е дадена од таа намена, меѓутоа добро звучи за нас македонците, конечно некој да од највисоката власт да им каже дека мора да се извинат. Факт е дека тие правеле злосторства, факт е дека учествувале во тој фашистички блок и факт е дека треба да се извинат. Ако може лидерите на големите политички сили кои што учествувале, нели, во тие години, во 40-те години, во 39 до 45-та година, и да соберат храброст да се извинат на целиот свет, не знам зошто бугарите
се обидуваат да ретушираат својата историја и од окупатори да се прават администратори на сила, обидувајќи да ретушираат целокупната историја. Така да, јас би му посакал на председателот да биде уште похрабар понатаму и подиректно да им укажува на бугарите, бидејќи дипломатијата во ракавици видовме до каде не доведе токму со бугарските политичари. Да, тоа го кажа и председателот на бугарскиот дел на историската комисија Ангел Димитров, кога ја коментираше изјавата на председателот, вели сите знаат дека тие тука биле на некој начин неговата интерпретација е дека биле приморани да го прават тоа, па вели ние само сме биле администратори на таа територија под фашистичка Германија, признава дека биле соработници на Германија, но сепак го релативизира со тоа дека тие биле само администратори. Сега тоа се некакви семантики, некакви нијанси во нивните толкувања на тоа на периодот на Втората светска војна што се навистина зачудувачки. Што е бугарите мора да сватат дека администратор? Бугарите мора да сватат дека тоа што го правеле навистина злосторство. Тие можат да се нарекуваат како сакат, меѓутоа не можат да избегаат од злосторството и дека биле учесници во таа фашистичка групација. Меѓутоа, ние не велиме дека денешна Бугарија, денешните политичари се фашисти. Иако настапуваат национално-шовинистички по однос на Македонија и македонското прашање, навистина невидено на овие политички простори. Меѓутоа, од друга страна, мора да се признае реалноста и тие мора да се соочат со тој факт. Ние со тоа не ги навредуваме, туку укажуваме како тоа нивните предци го правеле во Република Македонија. И имаме апсолутно право ние да се едноставно целиот свет да ја знае. Мислам дека ја знае таа вистина, меѓутоа на некој начин да побараме извинување, а и Европската унија треба да побара извинување за овие злосторства, а не да се криеме зад флоскулата администратори. Ние администриравме таа територија. Апсолутно не е точно, бидејќи постојат сведоштва за сето тоа, постојат пишани извори за сето тоа, така да не може да избегаат од тоа. Добро, тоа го кажа и председателот на Симон Визентал директно од Ерусалим. Така. Тој го кажа истото, буквално, дека тие навистина ја направиле депортацијата на евреите, дека биле соработници со фашистите, и тоа ништо не е спорно. Гледаме дека во соседна Бугарија пак има... Спорно е во главите на бугарските политичари кои што се обидуваат да се амнистираат. Значи ние нив не ги етикетираме. Ја кажуваме вистината во однос на оние нивни претходници кои што ја правеле. Претходните власти во 40-45. Гледаме дека во соседна Бугарија пак има гласови на разумот, има некои професори кои го поддржаат, дури председателот Пендаровски кажа дека тој е во право во однос на неговото барање и дека Бугарија навистина треба да се извини за депортацијата на евреите од Македонија, дека тоа не е ништо спорно. Тоа се луѓе со разум, луѓе со европски цивилизацијски вредности, наспроти сите овие кои што се декларираат како европејци, како поддржувачи на европските вредности, а во позади се нестаромодни, тоа е многу мек збор, меѓутоа во позадина се национал-шовинисти од невидени размер. И оттаму мора да променат и реториката и својот однос кон Република Македонија. Да, кога зборуваме, професоре, за реториката, за комуникацијата, јас повторно би ве прашал во поглед на тоа. Ова, како што кажавме, што го направи председателот Пендаровски, е на некој начин една промена на целата реторика во однос на тој комуникацијски дел во однос на Македонија-Бугарија. Кажавме дека владата веројатно се воздржувала до сега да го направи тоа за да не ги влоши релациите, за поврзано секако и со францускиот предлог, со рамката за преговори, за да не се бранува во тој поглед, барем тој процес да се тече, но секогаш постојат некакви црвени линии, јас би кажал, колку и да се тие наметнати, предизвикани, колку да е тоа провокација, сепак, веројатно, некогаш не можеш веќе да молчиш. И сега прашањето е, дали мислите дека владата треба да продолжи со ваквата политика каква што ја води, ваквата реторика, или дека и таа можеби треба малку да ги заостри работите, со сите последици кои ги знаеме дека подоцна ќе може да се случат во однос на знаете што, кажувањето на вистината и реалноста за мене не е заострување на работите.
Апсолутно, јас сум секогаш, како човек кој што секогаш ја говорил вистината во очи, мислам дека и ние треба да посериозно и похрабро настапиме во односот кон бугарите. Бидејќи, еве, велат дека ни е зацртан европскиот пат, нели, без разлика на тоа што бугарите, нели, депонира своја изјава во делот на јазикот, нели, признавање на јазикот, дека не го признаваат воопшто, дека ние, од друга страна, нашата влада вели дека немаме понатамошни пречки. Чинам дека мора да го позаости својот курс и да се надеваме дека на новите парламентарни избори ќе дојде, ако не повеќе, барем некоја проевропска влада која што ќе заборави на сите овие глупости, за сите овие потези кои што ги влече пред се за мене актуелниот председател и неговите, нели, приврзаници, и на кого што најмногу му одговара да нема, нели, влада во Бугарија во догледно време, за да може да го истурка, па евентуално, нели, целиот мандат и да победи на наредните председателски избори. Меѓутоа, чинам дека на наредните парламентарни избори веќе ќе имаме нова влада во Бугарија и дека таа влада ќе ја промени својата реторика и не би требало да представува проблем на, нели, понатамошниот процес на пристапување на нашата држава во Европската унија, бидејќи кај да е скринингот ќе заврши, ние сме обврзани да ги направиме тие промени. Тие промени би дошле евентуално со ново парламентарно мнозинство и со една широка коалиција во тоа ново парламентарно мнозинство, и мислам дека на тој начин го гледам излезот од целокупната оваа, нели, ситуација во која што се наоѓаме. Знаете, ако се извлечеме од дневната политика, од дневно-политичките случувања во однос на Бугарија, можеме да приметиме еден процес. Кога дојде време Македонија да ги направи уставните измени, мислам кога тоа се стави на маса со францускиот предлог, со рамката за преговори, кога малце тие стана најгрлот. Да, кога слегна малку прашината и во земјава со дебатата за францускиот предлог, некако кога веќе никако сите сватија дека мора да се оде кон тој процес, почна отварање на бугарски клубови во земјава со имиња какви што се, со една радикализација на состојбата, што де факто повторно предизвика блокада во целиот процес. Како некој, кога дојде моментот, значи, да се нормализираат односите, како некој повторно да дигне рачна? Па очигледно дека силите кои што, надворешните сили кои што не сакаат добро на нашата држава и кои што имаат своји интереси, кои се во спротивност, нели, со нашите долгорочни интереси, бидејќи јас не знам ниту еден статут на политичките партии се оној на левица, можеби на Единствена Македонија, кои што не се за евроатлантска интеграција, бидејќи најголем дел од политички партии се да обстоиме на тој пат, меѓутоа има сили кои што велат дека не треба да, и тие сериозно работат на ова поле и сериозно работат на дестабилизација на државата. На некој начин видовме таа радикализација на односите помеѓу, посебно предизвикана од страна на инструираните македонци кои што наводно, нели, се чувствуваат бугари, да отвараат, да радикализираат состојба, да измислуваат сценарија на напади, да отвараат бугарски клубови каде што најмалку се литературни, најмалку се уметнички клубови, туку се политички клубови со цел заради реализација на одредени нивни цели. Дојде до, нели, да Бугарија биде една од непосакуваните, нели, наши соседи кај граѓаните во Република Македонија. Меѓутоа исто така е да порасне и евроскептицизмот, бидејќи на некој начин како членка на Европската унија нормално дека граѓаните на Република Македонија го чувствуваат и тој терет и тој притисок кој што доаѓа од поголем дел на европските држави, кои што на некој начин прогледуваат низ прсти на Бугарија. И оттаму чинам дека промената на власт, односно формирањето на новата власт во Бугарија ќе има доблест конечно да прекине со ваквите работи и да ја смени, односно да едноставно прејде на патот на тие европски вредности. Односно да ги практицира и во праксата, а не само вербално да ги практицира европските вредности.
прв потек тие може да направат со признавање, нели, со регистрација на клубовите на нашите македонци и поред колку 16-17 пресуди на Европскиот суд за човекови права, тие упорно негира, односно не сака да ги регистрираат тие политички партии. Едноставно нашите македонци не бараат ништо, туку бараат едноставно регистрација на здруженијата која што им припаѓа како основно право на сите, нели, граѓани во една држава кои што се чувствуваат како припадници на друга етничка или национална заедница. Да, јасно е дека Бугарија со нападот врз Пендиков од Охрид, за кој и обвинителството вели дека бил од етнички причини направи еден своеден политички циркус, прати авион, го однесува тамо, го лекува, му дадоа привилегии, станови во Софија и така натаму. И него пуштаа да се појави на рочиште. Да, не доаѓа, да. Не доаѓат на рочиште. И секако е дека целиот настан Бугарија многу вешто го искористи во однос на нивната приказна за повредувањето на правата или за дискриминација на бугарите во Македонија, но имавме и ситуација кога тие организации на бугари од Македонија или некакви неформални здружувања, но и представници на една политичка партија на ГДУ, Петар Колев, отидоа кај еврокомисарот Вархеј директно да му се пожала тамо дека се дискриминирани во земјава. Па имаме ли ние дискриминација на бугарите во Македонија? Жално е ова што го прават. Јас верувам во Петар Колев како современ политичар и сум имал контакти своевремено со него. Чинам дека тој отстапи од таа своја првична позиција и се радикализира непотребно, така да дури не ми е јасно со која намера, бидејќи е свесен дека не постои дискриминација не само на бугарите, туку на ниту еден друг припадник на етничките заедници. Поедини случаеви може да има, меѓутоа не значи дека е тоа организирано од страна на државата, од страна на одредени политички субјекти или политички партии, така да можно е на индивидуална основа, меѓутоа не можеме да кажеме дека Република Македонија ги дискриминира бугарите, па и било која друг припадник на било која етничка заедница. Да. Тоа е абсурд, тоа е илузорно и јас би се срамил да сум на негово место, да едноставно така настапувам против својата сопствена држава. Добро, ајде малку сега да се вратиме во нашата реалност и да ја видиме другата страна на медалјата. Дали мислите дека владата најмногу, владачкото мнозинство, власта, ја користи состојбата со Бугарија и блокадата на македонскиот европски пат за да ги зацкрие останатите слабости пред се корупцијата? Имено сега ова ми се чини дека се користи како изговор за се, блокада, еве, не можеме затоа до Европска Унија и така натаму, но нас никој не спречува да се бориме против корупцијата, тоа е наша домашна задача. И сега они цело време, како што кажав, тоа го користат како изговор и сите изјави за борба против корупцијата ми се чини дека се само декларативни, а не суштински. Па да, Бугарија е позната како држава која што една од најкорумпираните држави, која што најмногу ги има злоупотребено европските фондови и оттаму чинам дека имаше своевремено и неколку постапки поведено против видни политички функционери во Бугарија и на сето тоа се заташка и целокупната борба се префрли на овој план. Факт е дека и Бугарија заостанува во борбата против корупцијата и криминалот, како што впрочем и ние назадуваме, за жал назадуваме, и една од најголемите забелешки не само на американскиот амбасадор, туку и на цело Европска Унија е дека е недоволната борба или пак селективната борба против организираниот криминал и против корупцијата во нашата држава. Сигурно дека ова е наменски од страна на Бугарија да сврти целокупната гледање на работите во една друга насока, наспроти да ги реши своите домашни проблеми и она за кое што треба некој да одговара за злоупотреба. Но мене суштината на прашањето ми беше за корупцијата кај нас. Колку ние го користиме? Ке се осврнеме, значи ние апсолутно не го користиме тоа. Еве, иако имаше некои одредени промени во обвинителството, видовме дека дојде на чуден начин, дојде преку ноќ представник на одредена политичка партија,
представник на одредена политичка партија, поготово во организиран, во јавното обвинителство за организиран криминал. И еве, ако бевме тогаш малку можеби построги во нашите критики, му оставивме можност да тој се покаже, меѓутоа гледаме дека таа борба не мрда никаде. Едноставно како да и сите оние процеси кои што беа водени во тој период од страна на претходникот, нели, некако застана, не слушаме ништо. Очигледно е дека оваа власт сака да ги заштити сите оние кои што учествувале, кои што се корумпирани, кои што учествувале во криминални дејанија и не превзема некои сериозни мерки. Еве, јас токму сега кога дојдов во студиото видов, а Сабајлево утрово се прашував што стана со случаевите со Рашковски и со Зекири. Случајно, нели, на вашите вести, кога дојдов во студио, видов дека денеска траело рочиштото. Имам чувство дека некако се пролонгираат сите тие рочиства за да не дојде до казна, а впрочем имаме и сериозен проблем и со поранешните, нели, обвиненија, односно постапки кои што беа покренати против поранешните, нели, членови на поранешната власт од времето на Груевски, каде што и тие некако застана. Едноставно се некако тлее, се некако ставено стихино. Сметам дека нема капацитет и нема сила овие јавни обвинители да се справат со криминалот во нашата држава и тука мора сериозно да се поработи на таа тема. Мора едноставно да дојдат нови луѓе. Впрочем, тие воведуваат, еве, видовме дека избраа од Академијата нови, нели, луѓе кои посетувале Академијата за суди и обвинители, кои што би биле идни, нели, суди и обвинители, меѓутоа видовте на кој начин голем дел од нив биле запишани и како го завршиле, да речеме, таа академија. Така да мораме, ветингот не е ништо за кое што, нели, дуи се обидува да закрие ова скриена, ова би рекол притаена борба или борба колку да се рече против корупцијата и криминалот. Не може со ветингот да бидеме победници, односно да направиме демократска современа правна држава, туку мора комплетна реорганизација и одговорност. Се додека некој обвинител јавен, некој судија, висок функционер не одговара, не ја добие заслужената казна, ние не можеме да се научиме. Да, но имавме, еве, и со во однос на изборот на обвинителот Ислам Абази за обвинител за организиран криминал и корупција, имаше тогаш една, можеме да кажеме, и сериозна критика од страна на американската амбасада во земјава, дека како беа зачудени на изборот и така натаму, тие критикуваат тогаш некои други процеси, но гледаме дека тамо ништо не се смени. И исто така и приказната... Да, не само што не се смени, туку некако се притаи целокупната работа. Да. Навремено бар слушавме, покрената е таква истрага, покрената е... Не може тие започнати процеси да не завршат. Не може некој да е донесен тамо на позиција. Не велам дека тоа го прават, меѓутоа ние во јавноста апсолутно не знаеме ништо и имаме чувство дека не се случува ништо, дека не се работи, дека има обиди, сериозни обиди за заташкување на отворените и покренати случаи. Тоа не смее да се случи. Секој процес мора да се истера до крај. Јавноста мора да знае што се случува со покренатите обвиненија, до каде е целокупната таа постапка. Вие ги спомнавте и процесите против минатата власт, тие фамозни случаи на СЈО, кои потоа продолжија да се процесуираат. Може да се каже дека... Да, продолжија ради реда да се процесуираат. Да, сакам да кажам најголем... Јас разбирам дека адвокатите имаат, сигурно, бранејќи го својот клиент, да ги одговлекуваат постапките. Меѓутоа, од друга страна, судиите мора да бидат поагресивни во тој дел, односно поагилни, во смисла да побрзо ги закажуваат рочистите, а не да не доведуваат во ситуација како што не се случи претходно, да застарат во фиока, чувајќи ги во фиока, да застарат одредени предмети. Да, застаруваат. По однос на жалби, да се доведете во ситуација да за 2 месеци го ставате судијата да мора да го реши проблем, да мора да го повторно да го реши целокупниот тој предмет. Што знаеме дека е невозможно. Повеќе од невозможно. Факт е дека постои организирана тука структура која што на некој начин се обидува да им излезе во пресред на сторителите на криминалните дејанија. Да, но до кога, професоре, до кога? Па не знам, јас знам да сум на позиција, знам како би да сум на таква позиција, знам како би постапил и како би се борел. Меѓутоа,
од позиција на професор, од позиција на личност која што е присутна во јавноста, не ве останува да упатуваме критики, реални критики, не критики колку да критикуваме, да бидеме критизери, туку реални критики на нефункционирањето на системот во нашата држава. И оттаму мора сериозно да се посветиме. Нели имаме државна корупција која што очигледно си ја работи својата работа, меѓутоа ефектите се многу мали. Од друга страна имаме заменик председател на владата кој што е задолжен за добро владење. Не го слушаме во последно време, некако добро почна, меѓутоа не го слушаме дека презема одредена акција. Од друга страна, па доаѓа до поклопување на одредени надлежности кои што ги има со јавното обвинителство, со државната корупција и така натаму. Има многу нерешени работи кои што мора да се решат од темел и да едноставно се прочисти тоа обвинителство и да дојдат луѓе кои што се бескомпромисни борци против криминалот, против корупција. Само на тој начин можеме да си го обезбедиме нашиот европски пат. Спластена и приказната за таа фамозна американска црна листа, сега според последните изјави на амбасадорката Агелер, таа вели еден или двајца ќе се најдат на таа црна листа, некако многу се очекуваше, но ми се чини спласна очекување. Мислам дека јас бев во една ваша емисија токму на денот кога си заминува, нели, тие наводни истражувачи. Испадна, нели, се тресеше гората, се роди зајакот. Испадна дека тие дошле да соберат одредени информации. Дури на крајот сега да видиме така лесно американската амбасадорка да каже, па можеби уште еден или до двајца ќе имате на црната листа. Меѓутоа, што таа црна листа ни значи на нас како граѓани на оваа држава? Ако сме одштетени од тие, значи тие можат да не патуваат, може да биде нивниот имот запленет, да речеме, или како велат, да биде блокиран на сметките, замрзнат да биде, меѓутоа тој не му е замрзнат во државата, тој шета слободно, тој функционира, тој бизнис и прави слободно. Кој е тој бенефит за граѓаните на нашата држава што некој ќе биде ставен на црната листа? Впрочем, и до сега имате личности кои што се ставени на црната листа, меѓутоа апсолутно никаков бенефит немаат граѓаните од сето тоа. Значи нас ни треба сериозна борба против криминалот и одговорност пред нашиот устав, пред нашиот кривичен законник. А тоа мораме да го направиме самите на крај. Па не можеме некој од надвор да дојде и да ни суди, да ни правиме, мораме сами. Меѓутоа не можат ни овие кои што на ваков начин се обидуваат да делат правдата. Добро. И за крај, професоре, едно прашање регионално поврзано и со нас, тоа се односи за Србија и Косово. Многу интересно што избра Европската унија и Соединетите американски држави, веројатно, но сепак ова е формално процес под покровителство на Европската унија. Зборуваме за француско-германскиот план за Косово, што избра местото на подпишување на тој план да биде Охрид на 18 март, тамо ќе дојдат Вучик, Курти, ќе дојде Борел, ќе дојдат други представници да го подпишат тамо. Зошто токму Охрид? Што мислите? Што е пораката што сакаат да ја пратат? Бидејќи знаеме дека никогаш тие места и процеси не се случајни. Зошто го избраа Охрид? Па навистина не знам зошто и како е избран Охрид. Можеби е тоа поврзано со онаа идеја Отворен Балкан, која што е повеќе американска идеја, меѓутоа ја прифатија, нели, поголем број од државите, меѓутоа од друга страна Косово нели не ја прифати иницијативата Отворен Балкан и се спротивставува на сето тоа. Охрид можеби е као добар пример, бидејќи нели имаме подпишано Охридски рамковниот договор кој што на некој начин ние промени на некој начин државата после 2000 година, со тоа што наместо да останеме и понатаму мултиетничка држава, ние за жал станавме бинационална држава, практицирајќи нели целокупната власт во државата, длабоко нели одскокнувајќи од уставните одредби, од духот кој што го налага нели уставот на нашата држава, меѓутоа која е причината не знам. Второ, јас не сум сигурен дека ќе дојде до подпишување, бидејќи утрово слушав дека Вучич постојано негира дека нешто подпишал, а од друга страна навистина е смешно да негира ако тој се согласил да нема територијални нели претензии, да го почитува суверенитетот, да имаат отворено одредени дипломатски представништва, така да не знам што е тоа што негира, што е тоа што се согласил. Очигледно тоа му е за пред домашната јавност обезбедување нели алиби, меѓутоа ако подпише, тогаш очигледно дека Европската унија ќе издвојува еден голем поен плюс, бидејќи успеала да реши барем времено едно големо сериозно прашање кое што
нели влијае на целокупната безбедноста политичка, па и друга и економска состојба на Балканот. Гледаме дека чудни ветришта дуваат од северот од Белград во насока да утрово слушнавме дека министерот во владата, нели, на актуелната влада на Србија најави и односно јавно побара дека да се воведат санкции, имајќи го предвид, нели, дека таа неутрална позиција на Србија која досега обстојуваше, нели, на тоа да не воведе санкции на Русија. Сметам дека провивуваат некои нови ветришта, очигледно притисокот на Европската унија кон Вучич е голем, тој не го крие. Како ќе заврши не знам, меѓутоа сум скептик дека ќе дојде до потпишување, бар сега до некое потпишување. Јас колку што разбирам, Жозеп Борел кажа дека двајцата лидери го прифатиле договорот. И сега тука не верувам дека човекот измислува. Причината е според формирањето на ЗСО. Што е тоа што ќе причината е формирањето на ЗСО. Знаете што, Курти се согласи, Курти пред 15-20 дена јавно изјави дека ќе се согласи да се формира таа заедница на србите, меѓутоа и тој ја подига сега некако реториката така на едно повисоко, на едно поостро ниво и кажува дека тоа не е некое приоритетно прашање, меѓутоа чинам дека не е така. Мислам дека единствениот услов на србите за да потпишат некој е токму формирањето на заедницата на србите. Тоа го кажа Вучич во неколку наврати и чинам дека тоа ќе биде круцијално, на што Курти се согласил како што слушнавме. Меѓутоа сега нешто негира, меѓутоа нека не ве чуди, бидејќи политичарите често пати ги менуваат своите ставови за кратко време и забораваат што кажале претходно пред домашната и меѓународна јавност. Да, една од тезите е дека доколку Курти го одбие ЗСО, секако целиот план паѓа во вода, тогаш Вучик навистина нема да потпише и дека фактички со одбивањето на Курти да го потпише ЗСО, всушност ќе спаси политичката кариера на Вучич, кој всушност и се надева на такво нешто, би сакал да се случи. Па мислам дека бидејќи така ќе се извлече од целата работа. На Курти му е единствена шанса да добие нешто плюс, односно да се ја реализира својата цел, формирајќи ја заедницата на србите. Ако не ја формира, тоа е негов крај и сигурно воскреснување повторно на Вучич на политичката сцена. Бидејќи со овој француско-германски договор Косово веќе де факто станува држава со сите параметри. Само што едноставно Вучич не го изговорил зборот признавам, иначе во принцип сите тие точки кои што ги читав 15 на колку се таму, јасно укажува дека се работи се атрибути на државност, да. Де јуре, меѓутоа де факто не е призната, меѓутоа де јуре прифаќајќи тие точки, таа е едноставно призната како независна држава од страна на Србија. Да. Професоре, ви благодарам за учеството во студио 10. Ви благодарам и вам. Ние продолжуваме со едно интервју со Ана Крстиновска, поранешен државен секретар за европски прашања и советник за меѓународна соработка во владата, токму на оваа тема за она што ќе се прави во Охрид, што ќе се потпише во однос на француско-германскиот план за решавање на косовското прашање и како сето тоа може да влие врз Македонија. Интервјуто го водеше Лепа Џундева. Да го видиме интервјуто, а потоа ќе продолжиме со емисијата со Јовица Стојановиќ, директор на Управата за санкции.